Директните и индиректните штети од болеста син јазик што летово се шири со загрижувачка димензија во источниот дел на државата, буквално го блокира функционирањето на сточарите кои трпат се поголеми финансиски загуби. Собствениците на стада овци не знаат што е полошо, дали угинувањето на добитокот или блокираните пазари, стопираниот откуп на млеко и млечни производи. Соочени со проблемот околу опстанокот, сточарите помош ке бараат од државата, таа да им надомести дел од претрпената штета. Тражиме излаз да се реши овој проблем. По тоа живееме, бараме решение. Едино државата да чаре нешто или и ако треба да се уништат, јас се слагам да се уништат, али државата да ги плате, да ги оноде, да ги потрупа, пошто ќе се загади и природата тука, кај нас е најчисто место, али ќе дое тука имаме по 150 овци, 4 булука се, тоа ќе се загади. Кучината не ги јадат више овците. Државата нема функција, ние се лекуваме под наш джеп, под наши пари. До сега сме даделе пари 500 евра. Нема, се умират. Помрено. Кажувам и на државата да ја спречи оваа болест, ако не, нека дојдат, нека ископат, ние да бидеме мирни. Јас сум млад човек со 2 сина, невработен, ни жена ми, ни јас, само на татко ми на пензијата и од стоката. Иницијативата веќе е покрената преку Федерацијата на фармери на Македонија, со дефинирани и други конкретни барања до ресорните министерства. Имено потребно е да се изготви нов список на болести за кои државата ќе издвојува дополнителни средства за лекување и да се симне забраната за промет на добиток, а сточните пазари во Македонија да се отворат. Сточарите од сите населени места во Кочанската котлина пријавуваат за болени грла добиток, која зазема се пошироки размери. Па овие 3-4 дена се нагло појави. 4-5 дена и нагло паѓат овците. Ништат се. Преметува се устата. Устата им оттече и не може да пасе, да се хране. До сега у Пантелен не е појавена таква болест и кога дека идеше тука трчеше да купи овчо сирење, али сега ако не се преземе, не се излечи, тука ја мислам дека ќе се уништи, ќе нема овци. Ако не се преземе мерки, мислам, држава ли, доктори ли, вакцини ли, да се тражи нешто лек. Чарешо, викаме, ние, да се најде, да се спречи, иначе сите ќе помрат. Преку 10 има умрено, али сите ќе помрат. Имам 30 крави, може да ги затровиме и ние од овое. Од ветеринарните станици од Кочанско вела дека ситуацијата со оваа болест е алармантна и дека тие секојдневно се на терен и ги вршат потребните прегледи. Болестта зима замав голема, веќе касно за себе, мислам, да се за било која мерка да се презима. Решение нема. Решение нема. Лекуваме, значи кажуваме и на фармерите што да прават. Требаше уште пред 20 дена, месец дена да се изврши една дератизација авионски, пошто се преносители комарци. Симптомите се следните. Овците лигават, отоци имат, проливи, диареја, криват. По луѓето болеста не е опасна, значи само се пренаса од болно животно преку комарци, значи само преживари. Овци, крави, кози. У мојата 10 годишна кариера, значи јас сега гледам прв пат. Значи со оваа болест сега среќаваме. Добиточниот пазар во Блешево не работи веќе втор месец, што значи во регионот целосно е блокиран прометот со крупен и ситен добиток. Тоа им носи огромни штети на сточарите, но и на самата општина Чешиново Блешево, во која функционирањето на пазарот игра значајна улога од стопански аспект.